Здраво на сите, започнуваме со уште едно интересно издание на квизот Листа за 300. Надпреварувачите подготвени, старо-нови, односно можам да кажем сега старо-стари во нашето студио. Па ќе започнем прво со повикување нели на победничкиот пар од минатата емисија, односно на денешните домакини, а тоа се Сашо и Горде. Повелете. И морам да им појаснам на гледачите дека кој реков старо-стар надпреварувачки пар, мислев само на според бројот на учества, а не на годините, тоа таман работа. Како сте, Горде, Сашо? Добро. До сега 700 евра ми собравте во Листа за 300, така? 300, 150, 100 и 200, 750, извини. Уф, застанав на 150 ја, она 200-ката што те плюс 50 евра не ми се даваат некак. Се зеза. Супер, бевти минатиот пат, дури имавме шанси за 300 евра од после кога би ги прочитав, нели, ама? Да. Тоа е што е. Што е сигурно, убава сума до сега ќе имате шанса денеска, еве. Во најмала рака, нели, да стигнеме близу 1000-дарче, што се вика, толку победиме. Да, па може 1050 да биде, нели, она идеална сума, така. Никогаш не се знае. Така е. Сега ќе Горде да не сакате да додадете нешто? Нема ништо. Тоа е. Како сегаш мудро си молчиме и чекаме да дојде шансата за одговарање. Да не ве држам домакини, ваша домакинската кабина. А тука во нашето студио се и нивните предизвикувачи, веќе имаат искуство во Листа за 300, па да видиме дали ќе успеат да ги симнат од тронот, односно да ги излезат од домакинската кабина Сашо и Горде. Да ги поздравиме денешните предизвикувачи Бранко и Ванчо. Повелете. Господи Бранко, како сте? Убава писта да покажеме знае за шајнгарска листа. Господа, како сте? Како сте когаш расположени за игра? Вака само ќе ве замола. Едниот дека дојде тука. Дојди Бранко, така да застанеме. Одлично. Супер. Расположени за игра? На ниво. На ниво. Според тоа како влезе, верувам дека си расположен. Дали одлучивте која ви е умилена тема? Се извинам, јас се заглавив тука со копчето од кошулак. Што се падне тоа е? Што се падне тоа е? Немаме. Волиме на се или ништо. Секогаш расположени, ќе ми кажете ли која е тајната на добро расположение? Знае на квадрат, не знае на куп. Па сега што ќе биде, ќе видиме. Ви се топа на муавето. Да скриеме незнаењето, да покажеме знаењето. Така е, значи. Тоа е елементарно правило. Ето ливчето со темите тука брзо. Ливчето. Елементарно правило. Личени ми противниците добро што. Така, вие мислам дека се сретнавте една со нив или не? Ви се Пред нас беа игра. пред вас. Да. Се ми се вртеше во глава, мислев дека имате игра на едни против други, ама очигледно не. Денеска имате шанса, да не сакате да поздравите некого? Па, фамилијата и од диаспората, сите што не гледаат. Фала и јас ќе ги поздравам фамилијата твоја и сите од диаспората кои што не гледаат. Господин Бранко. Поздрав за сите сега што ќе не запознаат преку играта, другите не познаваат за нашиот квалитет. Нема што да кажеме. Така е. Се е кажано и докажано. Почувате како предизвикувачи, дали ќе стигнеме до домакини, останува да видиме во продолжение, но паше предизвикувачката кабина. Важно е да се учествува. Така е. Да. Оста и пари да се земате ваш. Али војна без жртви нема, ајде. Така е. Сашо и Горде, односно Бранко и Ванчо, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме сите заедно дали работат како што треба и потоа да започнеме со денешното издание на Листа за 300, односно да започнеме со првото надавање. Па за таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Бранко и Ванчо, дали се слушаме? Слушаме. Одлично, знаете, ако имаме некаков проблем да ми кажете, ако нешто не е јасно да ме прашате. Договорено? Договорено. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Сашо и Горде. 5-ти пат веќе во Листа за 300, 4-ти пат во домакинската кабина. Честитки, што се вика, до сега, како што напоминавме, 750 евра успеавте да земете за овие 4 учества во Листа за 300. Денеска веќе имаме шанса, нели, да поминеме онаа бројка од 1000 евра доколку се наредат коцките како што треба. Во секој случај, одлични надпреварувачи и сега да ве прашам, домакини, дали може да почнеме? Може. Ви благодарам. Драги гледачи, кабините работат како што треба, домакините даваат зелено светло за старт, па да започнеме. Како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи.
машки имиња кои се содржат од најмалку 7 букви. Бараме машки имиња кои содржат најмалку 7 букви и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши жители. Сашо и Горда, дали ни е јасна темата? Машки имиња од најмалку 7 букви. Да. Јасно е? Супер. Бранко и Ванчо, дали ни е јасна темата? Јасно. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Бранко и Ванчо, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Со колку почнува? 5? Со 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 9. 9. 11. 11. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. Ајде уште едно повеќе. Едно повеќе, 18. 19. 19. 20. На рамното 20. Заокружуваме на 20. И 2. 22. 22. Бленко Иванче, можам да ви кажам слободно на листа, дека гледам преку 100 имиња тука. Да? Уште едно нагоре. Да, каде храбро. 23. 24. 24. Нека одговара тај. Да одговарат. Ајде да видиме Бранко и Ванчо. Речија тука да прегинат низата на надавање и да ви дадат шанса вие да одговарате. Како што рековме, бараме машки имиња кои се содржат од најмалку 7 букви. Треба да има најмалку 5 такви имиња за да бидат признаени и запишани во Државниот завод за статистика на Македонија. И тоа е тоа. Рековме, не е важно дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и така натаму. Па кога ќе бидете подготвени, започнете. Може. Прво да го поздравам мојот сопруг Александар. Александар. Голем поздрав до сопругот на Горда. Александар. Така е точен одговор. Антонио. Антонио. Така е. Ангелко. Ангелко. Така е. Благоја. Благоја. Така е. Благојче. Благојче. Точен одговор. Владимир. Владимир. Така е. Алексеј. Алексеј. Така е, точен одговор. Адријан. Адријан. Точен одговор. Андреја. 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 Точен одговор. Валентин. Валентин. Точен одговор. Костадин. Костадин.
Така е. Драганчо. Драганчо. Точен одговор. Михајло. Михајло. Така е. Николај. Николај. Точен одговор. Николче. Николче. Така е, Николче е точен. Јорданчо. Јорданчо. Точно. До колку стигнавме? 16-24. Добро, ше одговор. Константин. Константин. Така е. Предраг. Предраг. Точен одговор. Димитар. Димитар. Така е. Радован. Радован. Така е. Мирослав. Како? Мирослав. Нинослав. Не, Мирослав. Мирослав. Добро. Така е. Стојанче. Стојанче. Така е. Слободан. Слободан. Така И е. Божидар. Божидар. Па со Божидар завршувам и јас се занечав како ги кажавте, ги испеавме буквално, дури очекав уште едно-две дека имаме понатаму да кажеме. Па со Божидар ги завршуваме оние 24 машки имиња од најмалце 7 букви кои што беа побарувани. Имам чувство дека и 35-40 да беа дека ќе нема Па никакви уште десетина Да. може. Па да, барем таков печаток оставивте според брзината или динамиката на кажување. Сашо и Горде, честитки за првиот денеска освоен поен, но знаете имам уште една лицитација да не се претвори во пенали, пазете. Не дај Боже. Бранко Иванчо, може би требаше уште малце да надаваме, чисто колку нели да ги измориме. Мислевме само 7 букви. Не го разбравме прашањето. Затоа рекол, ама зашто не ме прашате? Прашајте ме слободно, дури и да е нема што да погрешно. Тоа што го мисле, прашајте чисто дали е така, за да ви потврдам или негирам, нели? Тоа е тоа. Готово, нема проблем. За воиднина знаеме што и како е работата. Ништо не е готово, имаме уште една лицитација да се сконцентрираме на таа. А машки имиња кои се содржат од најмалку 7 букви, ќе пробам сега да извам, кажа 24. Арсений, Богослав, Боривој, мислам дека не ги кажаме, Бранимир, Валентино, Веселин, Вујадин, Гвозден, Георгија, потоа Димитрија, Добривој, Евгений, Емануел, Емилијан, потоа Климент, Михајло, Мојсие, Музафер, Мухамед, Мустафа, Никодин, Харалампие, Христијан и така натаму. Има доста, како што реков во самиот старт, само тука на списокот ги имам повеќе од 100 машки имиња. Вака искрено не знам точно колку има кои што се од најмалку 7 букви, но како и да е, сега е време за второто надавање, односно втората лицитација, а темата за истата гласи: општини во Македонија кои ја содржат буквата О.
во своето име секако. Извор, сајтот на ЗЕЛС. Бараме имиња на моментални општини во нашата држава кои ја содржат буквата О било каде во своето име, без обзир дали е името од еден или пак од два збора. Градот Скопје е посебна единица, но општините во него секако можете да ги кажувате. На самиот старт ќе ви кажам дека овој услов, односно општини кои што содржат буквата О во своето име, ги има повеќе од 50, а помалку од 55 во нашата држава. Сашо и Горде, дали ни е јасна темата? Да. Одлично, Бранко и Иванчо, дали ни е јасна темата? Сега се разбраваме. Да, добре. Ако нешто не да ме прашате. Пачи да не се расправам. О буквата. О буквата така, било каде во името. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората игра започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат Бранко и Иванчо. Ќе ве замолам да исклучиме повторно кабината на Сашо и Горде, а Бранко и Иванчо, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 35. 35. 35. 37. 37. 40. 40. 1. 41. 45. 45. 46. 46. 48. 48. 9. Едно повеќе 49. 50. Заокружуваме на 50. 51. 51. 52. 52. Нека одговара. Да одговарате. Ајде. 52 е последната бројка. Ванчо и Бранко, ке ми требаат 52 имиња на општини кои што содржат буквата О во своето име, за да го освоиме овој поен. Без брзање. Пукаме. Ајде. Берово. Започнуваме со Берово. Пешчево. Точен одговор, Пехчево. И Пехчево е точен одговор. Делчево. Делчево. Кочани. Само момент да ги испишеме прво за да не заборавиме некоја. Па потоа Кочани, Чешиново Облешево. сега Чешиново Облешево, така? Да. Има. Македонска Каменица. Македонска има. Само момент, кажи. Добро. Океј. Хоќеш да го повториме уште еднаш? Македонска каменица. Да повторим. Македонска каменица. Македонска Каменица. Така е. Пробиштип. Пробиштип. Свети Николе. Само момент, Пробиштип, така сега Свети Николе. Куманово. Без брзање, секунда, чекайте, Свети Николе. Ајде сега Куманово. Куманово. Точно. Зрновци. Зрновци. Радовиш. Зрновци, точен одговор. Радовиш. Така е. Конче. 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 Така е. Ново село. Ново село. Ново село, добро. Така е. Босилово. Босилово. Така е. Дојран. Дојран. Василево. Па сега Василево. Така е. Дојран го запишавте ли? Кој? Дојран. Да, Дојран, да. Да. Валандово. Валандово. Така е. Неготино. Неготино. Точен одговор и Неготино. Богданци. Богданци. Така е. Новаци. Новаци. Могила. Могила. Така е. Охрид.
Охрид. Така е. Гостивар, Гостивар. Мавровијанови. Мавро и Ростуше. Само момент. Гостивар, Маврово и Ростуше. да. Мавро Ростуше. Може ли? Така е, да. Боговиње. Боговиње. Гостивар, Кажаем гости. кажамо ли го? Гостивар го кажаваме. Да. Сега, Кичево. сега Боговиње. Така е, сега Кичево. Кичево, Така е, точен одговор. Желино. Желино. Точно. Јегуновце. Јегуновце. Македонски брод, Јегуновце. 28 точен одговор. Ке дојде сега македонски брод. да. Така е. Тетово кажаваме или не? Не е кажам. Не е, мислам, кажан Тетово. Тетово. Тетово, Тетово. Така е. Чучер Сандево. Чучер Сандево. Лозово, Лозово. Така е. Градско. Градско. Точен одговор. Кривогаштани. Кривогаштани. Така е. Долнени. Долнени. Точен одговор. Карпош не го кажаваме, мислам. Карпош не. Така е. Ѓорче Петров. Ѓорче Петров. Аеродром. Само момент. Ѓорче Петров. Па потоа аеродром. Мојата општина. Така е. Кисела вода. Кисела вода. Така е. Шуто Оризари. Шуто Оризари. Така е. Петровец. Петровец. Зелениково. Зелениково. Точен одговор. Арачиново. Арачиново. Така е. Кратово, дали го кажаваме? Кратово не. Ајде, Кратово. Кратово. Со Кратово ќе имаме 44 точни одговори. Ајде, ќе мрднеме со Ранковце. Ранковце. Така е. Старо Негоричане. Старо Нагоричане. Така е. Уште малце остануваат. На добар пат сте. Уште 6. Тито Велес. Велес, не чекај, Велес не може, не може Добра, Велес. добра, се поправи Титов на време. Нема, да. Нема веќе Титов. Нема. Може би за нас, нели? По старите генерации си е така, ама.
Росоман не кажаме. Росоман, мислам дека не го кажав. Само момент да проверам. Така, еве го и Росоман се појави. Јегуновце го кажаме, мислам. Да. Ѓорче Петров, мислам, кажаме. Да. Кажа ни Ѓорче Петров. И на влезу у Скопје. Петровец го кажаме. Тука бе кај континентал, Газибаба. Газибаба не може. Не. Видно се. Не. Мислам дека не е. Конче е, Лозово кажаме. Облеше од Чишиново кажуваме. Да. Кажаме. Зоров си го кажаме. Македонска Каменица, Берово, Делчево, Пехчево и кажаме. Виница, Почерни кажаме, Штипени, Служнилка кажаме. Прелеснени. Кабичи. Богданци кажаме го. Богданци кажане, да. Македонски крот. Како не е? Ке морам да почнам да бројам, Бранко Иванчо, многу ми е жал. Уште колку треба? Уште 6 треба да кажете. Уште 6? Да. Морам да почнам 10. 9. Долни го кажаме, Кривогаштани кажаме, 7. Росомон кажаме. 5. 4. 3. 2. Ще бе ми дохајте што... 1. Ресен, Многу ми е жал. Ресен, Кичево. Но вака, Бранко Иванчо, да не се мачите повеќе затоа што има 51 општина во Македонија која што во своето име ги има буквата О, а ние лицитиравме до 52, така да бевте во шахмат ситуација и да кажевте сите, пак ќе останеше една вишо која што не постои и поенот ќе отидеше кај вашите противници. Бранко Иванчо, супер бевте, остана, сега ќе ти ги прочитам. Јас сум по фудбалење, Битола знам, Крушево, остана Сопиште од Скопје и Липково. Сите други ги кажавте и тоа е за почитување, за респект, што би рекле младите. 5 броја. Да, супер бевте. Бранко Иванчо, имам за вас уште едно изненадување за како да кажам, загриженост да тргнам од вашите лица, бидејќи на Сашо и на Горде, ова им е 5-то учество во низа, во листа за 300. Сега ќе ги замените вие ни во домакинската кабина откако ќе заминат. Фактички со Wild карта влегувате и продолжувате понатаму во борба за парична награда. Бранко Иванчо, се гледаме во следното издание на листа за 300. Останете ми во добро здравје и едва чекам повторно да се дружиме. Респект спрема противниците. Респект, Бога ми, стварно за Сашо и Горде. Одлично одиграна партија, уште една за среќа, овој пат нема пенали. Ова беше тактички. Ти рече меѓу 50 и 55. Така е. Ја викам гарант е 51, не оди понатаму. Да, 51 општини има во Македонија која што во своето име ја има буквата О. Одлично одиграно. Сега да видиме колку пари ќе успеете повторно да ми земете денеска. Ако успеете, не побичам, денеска давам тешка тема. Здрави. Како да не. Сашо и Горде, ќе ве повикам сега да ми се придружите тука на главната сцена. Секако едве чекам да видиме што ќе се случи во продолжение, дали колкава ќе биде паричната награда што ќе ми ја земат. А секако, ако сакате и вие да дознаете, останете, се враќаме веднаш по паузата.
Сашо и Горда е по пети пат тука на главната сцена и по пети пат ќе имаат шанса да освојат убава парична награда. До сега првиот пат ни земаа 300 евра, потоа 150 евра, 100 евра, па потоа 200 евра и сега да видиме денеска што ќе направат. Имаме многу интересна темичка поврзана со пари, но пред да ви ја соопштам на брзина да протрчаме низ нашата листа, да видиме од колку полиња беше составена. Сите веќе добро знаеме, имаме 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за она главната премија да освоиме. А во меѓувреме за 3 точни одговори следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори се заменувате со за вас добро позната сума од 300 евра. Сашо и Горде, да не ви го одзема повеќе времето, време да ви ја соопштам темата. Слушајте добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема држави со парична единица долар. Бараме имиња на признати суверени држави чија национална валута во името го содржи зборот долар. Ќе дадам пример. Ако се бараат држави кои имаат валута динар, точен одговор ќе беа Србија, Ирак, Јордан и други држави кои што имаат оваа валута. Ги признаваме државите кои имаат сопствен долар, како и државите кои го имаат американскиот долар за платежна валута. Дали не е јасна темата? Јасно. Така, знаете дека има нели повеќе видови долари, сега да не ги набројувам. Исто така знаете дека има и доста земји во светот кои што го имаат прифатени американскиот долар како своја платежна валута. Кога ќе сакате, слободно започнете. И сад го кажуваме исто, нели? Така. Да, колку што знам. Добро. Долари има уште, така. На Австралија. Само државата не ни интересира дали тој долар или вако. Само држава. Ајде ќе Канада почнеме, да. исто. Еве Соединетите американски држави сад. Започуваме со Канада. Соединетите американски држави, веднаш по нив Канада или Канада. Австралија. Канадскиот долар, нели сите сме слушнале, барем поголемиот дел се надам слушнале. И точен одговор и Австралија, рековме австралискиот долар, кој што е како нашите 10 и 50 не можеш да ги скинеш. Да. Таков материјал ми беа парите. Ако не се лажем. Ако се лажем, ќе ме поправите. Но тоа не го менува фактот дека одговорот точен и 50 евра повторно за Сашо и Горде и сега се вкупната сума им изнесува 800 евра. Некои северно африкански држави, ама Има повеќе од 30 држави кои имаат долар како званична валута. Нов Зеланд. Сингапур. Тие Фиджи. Нов Зеланд има долар. Тие миджи не ги знам. Фиджи. Нов Зеланд, за кој има тука долари за тие. Порто Рико веќе под нив не е држава. Не сум била таму. Чекай, барем уште 3 дена да не шо, ќе пробаме. Чекај, пробај Ја ќе да најдете две и од мене добивате едно Нов за... Зеланд една. Така, ајде уште една, која ќе е? Од овие африканските земји некои имат долар, да, ама кој точно не знам. Чекај, Чекај, америчките, средноамеричките тука или средноамерички мора да има или Јужна Америка нешто. Средна Америка. Кој остров тука е од островите? Тие Барбадос. Кој беше друг? Ајде, на добар пас. Антигва, Барбуда, тие тука имаат некои го користат долар. Од средноамеричките имаат. Тие највеќе го користат, тие се први комши. Епа, кој би биле? Кој би ги играле вие? Па Барбадос најверојатно. Или Антигва и Барбуда тука. Доминиканска република, тие. да, може. Што ќе правиме? Кидате понатаму или не сега? Ајде да ги изгубиме тие 50, ајде. Имаме 750 на страна тргнат. Игра, ајде, што ти е, да играемо, ајде, ако мислиш дека... Ајде, кажувај, кој ги мислиш? Нов Зеланд. Нов Зеланд. Они си имаат свој долар или австралискиот го користат? Појма нема. Искрено кажувам. Ја, Предпоставам дека си имаат... Нека имаат долар, Да. ама- Како и да е, нивни. Еве што туку ви благодарам. Нов Зеланд четврти точен одговор. Потоа Се од овие средноамеричките.
кажа преска сите си. Па тие ги кажа Антигва и Барбуда. Антигва и Барбуда, ајде. Да, нешто се мачиш. Да. Антигва и Барбуда имаат источно-карипски долар користат, скратенката за истиот е ИКД. Барбадос, ајде, дали е или И не. Барбадос, дали ИКД или не. Ријана, кој е? За 100 евра Барбадос, ајде да видиме, баш ме интересира. Не можам да прочитам кои други држави се, дека после може да ми рече Сашо Гординаме понатаму, ама и Барбадос е меѓу тие. Доволно е, не. Честитки за освоените 100 евра. Доволно е, доволно, Се не вкупната треба сума освоена во листа за 300 изнесува Најверојатно и 850 евра. Доминикана и Доминиканска република. Е, да сега ќе ги Може и прочитам. Хаити, И некој евентуално. од Северна Африка има Доминиканска долар, република, не и Доминика, да, вака И сега ги Хаити имаме. најверојатно. Австралија, малце се Мајка. 30 реков. Австралија, Антигва и Барбуда, Бахами, Барбадос, Белизе, Брунеј, Гренада, Гвајана, Доминика, Еквадор, Ел Салвадор. Е интересно ми за Ел Салвадор, сакам да ви кажам една информација, дека покрај американскиот долар како платежна единица, исто така единствената земја во светот која што го има признаено и биткоинот како своја платежна валута. Интересно, потоа Зимбабве, Источен Тимор имаат и своја валута, но исто така покрај својата валута го користат и американскиот долар, па ги имаме Јамајка, Канада, Кирибати, Либерија, Маршалски острови, Микронезија, Намибија, Науру, Нов Зеланд, Паната, исто како и се извинувам, како Источен Тимор, покрај својата валута имаат и американски долар, Папалау, САД, Свет Кици Невис, Света Лусија, Сент Винсент и Гренадин, Тие Сингапур, не Соломонови се острови, Средна Суринам, Тринидад и Тобако, Тувалу и Фиджи, братот на Миджи. Тоа е. Фиджи, добро Со рекол ова Фиджи. така, со ова го завршувам и денешното издание на листа за 300, драги гледачи. Тука се опростуваме барем за овој дел од сезоната со Сашо и Горде, им честитаме за освоените 850 евра во овие 5 учества тука. Со здравје да си ги трошите и не ми останува ништо друго. На вас останатите да ви закажам средба за следниот пат, а секако до тогаш останете со програмата на телевизија Сител и не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!